Добар ден, вести во 18 часот во нив ќе гледате. До сега 53 случаи на западно-нилска треска. Речиси исто колку вкупно регистрираните сите претходни години. Клековски нема одговор на што се должи драстичниот раст. Целата научна литература се потенцира непредвидливоста. Дата центрите нов повод за поделби. Власти и опозицијата со диаметрално спротивставени позиции. Поддршка даде и екс-премиерот Ковачевски. Не е раскол. Доказ дека ние сме вистинска демократска партија. Мицкоски и Курти фрлија лопати за старт на изградбата на автопатот Скопје-Блаце. Треба да биде готов за 4 години. За сите нас е историски. Апелација ја потврди ослободителната пресуда за Груевски во Талир 2. ВМРО ДПМН си го врати имотот. Познаници, роднини, симпатии бараат од деца да им пратат интимни фотографии. Децата се срамат и не пријавуваат. Извештај на УНИЦЕФ откри шокантни податоци. Децата не можат и не треба од нив да очекуваме сами да се заштитат. Бројот на потврдени случаи на западно-нилска треска во земјава се зголеми на 53 пациенти. Нема нови смртни случаи, но 6 од хоспитализираните се на инфективна клиника во тешка состојба и се на интензивно лекување, информираше министерот за здравство Сашо Клековски. Сите информации за западно-нилската треска, регистрираните случаи, ризичните точки и активностите за сузбивање на комарците од сега се достапни на една интерактивна мапа. Сања Трајковска, Ставров за ова. Во болница со воспаление на мозокот предизвикано од западно-нилска треска лежат 20 пациенти, од кои за тројца, иако се клинички позитивни, се уште се чекаат резултатите. А освен во Скопје има и прв потврден случај од Куманово, информираат здравствените власти. 6 од хоспитализираните се на интензивно лекување. Дел од нив со недали се на апарати за дишање, а вкупниот број на случаи се искачи на 53. За сега не се дава оценка дали најлошото помина или допрва не очекува нов бран. Но сепак министерот Клековски смета дека има добри индикатори дека прскањата, особено од копно, даваат резултати, бидејќи во местото кое се сметаше за најголемото жариште, Драчево, веќе трета недела нема нови случаи. Во однос на тоа зошто лани имавме 2, а годинава до сега 50 на случаи, Клековски вели дека вирусот е непредвидлив. Ние имаме состојба каде ова година имаме повеќе, односно се приближуваме на вкупниот број на претходни случаи, 54 со 5 смртни случаи во претходните години. Јас го спомнувам примерот на 2018 година, кога на европско ниво има колку претходните 7 години. Значи нема стандарди за однесување и во целата научна литература се потенцира непредвидливоста на вирусот на западно-нилска треска. Со цел зголемена транспарентност, но и граѓаните да се информираат за жариштата од релевантни извори за состојбите во реално време, објавена е нова веб страница healthalert.mk, што представува интерактивна мапа. Се дадени сите случаи со западно-нилска треска, распоредени по населени места и тие се лоцирани на мапата по населени места. Исто така се дадени сите ризични точки што се определени низ комуникација со Центарот за јавно здравје, односно легла на комарци, и исто така се наведени сите активности што се спроведени или се спроведуваат во градот Скопје, односно во Скопскиот регион, за прскање со податоци за каков е типот на прскање, со што е прскано и кој прскал. Поради тоа што имуносупресивната терапија или лекови што го потиснуваат или ослабнуваат имунолошкиот систем и најчесто ги користат луѓе со трансплантирани органи и одредени автоимуни заболувања, знае да даде лажно негативен тест за западно-нилска треска. Матичните лекари дел од клиниките добиле упатство за постапување, доколку се појават симптоми на вирусот,
кај овие пациенти со цел навреме да се препознае ризикот. Почнува изградбата на автопатот Скопје-Блаце. Денеска во присуство на премиерите на Македонија и на Косово, Христијан Мицкоски и Албин Курти, беше ставен камен темелникот, а изградбата е предвидено да трае 4 години. Автопатот со должина од 10,5 километри е вреден 222 милиони евра, а по подолг период договорот го доби домашна компанија, Скопски Гранит. Дејан Трајковски беше таму. По повеќе од 2 децении во најава попладнево беше удрен темелот на автопатот Скопје-Блаце, стратешката делница која треба да ја зајакне инфраструктурната врска и сообраќајната безбедност кон и од Косово. Граничен премин кој годишно го минуваат 54.000 камиони. Ваквите проекти се владин приоритет и ќе донесат сериозен бенефит за граѓаните, како и иднина за младите, порача премиерот Христијан Мицкоски. Неговиот колега, косовскиот премиер Албин Курти, кој беше присутен на поставување на камен темелникот, пак посочи, инвестицијата ќе влијае врз економскиот развој и животот на граѓаните од двете земји. Еден проект кој што за сите нас е историски, проект кој што во вистинска смисла на зборот историски изминативе повеќе од 2 децении ни беше представуван дека само што не почнал да се реализира, но еве денеска сите сме овдека присутни и сведоци на почетокот на реализацијата на овој проект, нешто што оваа влада го имаше како свој приоритет. Освен што ќе се скрати дистанцата, ќе се олесни протокот и ќе се создадат нови можности за соработка за граѓаните и економиите на нашите две земји. Ние сме две држави кои имаат висок проток на граѓани од двете страни на границата. Семејствата, студентите, работниците, професионалците и нашиот бизнис се движат секој ден помеѓу Косово и Северна Македонија. Механизацијата е веќе на терен, а изградбата на автопатот ќе биде сложен процесот и теренот е ридско-планински. Предвидени се виадукти, бројни мостови, галерии, потпорни ѕидови и тунели, а во двата правци ќе има по 2 коловозни ленти и по една помошна. Целосната ширина на автопатот ќе биде околу 27 метри. Повеќе од половина од експропријацијата е завршена, а процесот се очекува да се заокружи за 1 месец. Целта е Македонија да стане инфраструктурно срце на Балканот, порача вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски. Автопатска делница во должина од 10,5 километри, исклучително комплициран терен, исклучително тежок терен. Ќе имаме 5 тунели, 4 галерии, 11 моста, иако во километри делницата е кратка, како што кажав, е доста комплицирана, но со завршувањето на оваа делница ќе имаме целосно автопатско поврзување помеѓу Скопје и Приштина, но исто така го отвараме Скопје и Македонија кон најмалце 2 пристаништа. Ова е алтернативно поврзување со пристаништето Драч, но исто така и поврзување со пристаништето Бар. На поставувањето на камен темелникот беше присутен речиси целиот државен врв, како и европски делегации. Проектот се финансира од Европската банка за обнова и развој со 167 милиони евра, а земен е и грант од околу 30 милиони евра од рамката на Западен Балкан. Со изградбата, овој пат ќе се поврзе директно со автопатот до Приштина, кој од таа страна на границата е веќе направен. Овој автопат кој ќе поминува низ навистина тежок терен и ќе има околу 40 објекти, предвидено е да биде изграден за 4 години. Денеска има пожари на 5 локации низ државата и натаму гори кај Китка. Ангелов уверен дека огнот се потпалува. Одредена група намерно, секојдневно, повторно го распалува пожарот. По втор пат Страсбур враќа македонски кандидат. По адвокатот Јордан Апостолски не помина ни адвокатката Ана Дангова Хук. Советодавниот панел на Советот на Европа назад го вратил предлогот со незиното име. Како нов предлог ќе биде доставена кандидатурата на адвокатката Јелена Ристич, потврдуваат од Уставниот суд. На листата остануваат адвокатката Наташа Бошкова и професорот и декан на правниот факултет Сашо Георгиевски. Патот до изборот на нов македонски судија во Страсбур трае повеќе од 1 година. Претседателот на Уставниот суд Дарко Костадиновски, кој е претседател на комисијата, одлуката на Советот на Европа ја очекува најдоцна до јануари, а до изборот на нов судија во Страсбур останува Јован Илиевски.
Го разгледавме извештајот на експертскиот панел и одлучивме да номинираме нов кандидат. Тоа е адвокатот Јелена Ристич. Забелешките за претходниот кандидат беа дека не е целосно квалификувана, значи дека поседува квалификации, но дека не се целосно во согласно со критериумите на Европскиот панел. И од таа причина ние ја кандидиравме госпоѓата Јелена Ристич. Се надеваме дека во зависност од брзината на постапувањето на експертскиот панел и од евалуцијата на оваа номинација, ќе зависи и изборот на судијата, дали ќе се стигне до октомвриската сесија на парламентарното собрание. Не сум толку оптимист, пореално е јануарската, но се надевам дека до јануари ќе имаме нов судија во Европскиот суд за човекови права. Апелација ја потврди ослободителната присуда за екс-премиерот Никола Груевски, кој беше обвинет во случајот Талир 2. Оттаму информираат дека по одржана седница донеле пресуда со која жалбата на Скопското обвинителство се одбива како неоснована. Со оваа одлука владеачката ВМРО-ДПМНЕ си го врати седиштето и имотот, кои беа замрзнати со години. Јован Ѓорговски. По 8 години судска постапка, случајот Талир 2, кој се однесува на финансирањето на изградбата на партиското седиште на ВМРО-ДПМНЕ, доби правосилна завршница, откако апелацискиот суд ја одби како неоснована жалбата на обвинителството и ја потврди ослободителната пресуда за екс-премиерот Никола Груевски. Со одлуката се враќа и седиштето на ВМРО-ДПМНЕ, имот кој беше замрзнат во рамки на судската постапка. Во образложението на одлуката, апелација оценува дека не било докажано надвор од разумно сомнение дека Груевски постапувал спротивно на законот за финансирање на политичките партии. При постапувањето и одлучувањето, судот оцени дека преземените дејства од страна на обвинетиот НГ како одговорно лице во правното лице се во рамките на неговите овластувања и не се изведени докази од страна на основното јавно обвинителство Скопје дека постапувањето на обвинетиот е спротивно на законот за финансирање на политичките партии. Претходно од опозицијската СДСМ денеска побара скопска апелација да ја приначи одлуката на првостепениот суд и случајот да биде вратен на повторно одлучување. Од партијата обвинија и дека ослободителната пресуда била поради, како што наведоа, партизираноста на судството. Партизираното судство под контрола на Мицковски го ослободи Никола Груевски со првостепена одлука и беше одбиена конфискацијата на седиштето на ВМРО ОКГ. Претходно, предметот Талир 2 беше одземен од поранешниот обвинител како класичен пример на политичко влијание врз текот на истрагите. Случајот Талир 2 го отвори сега згаснатото СЈО во 2018 година, а потоа го презеде Скопското обвинителство. Во првичната постапка Груевски беше осуден на 6 години затвор, а на партијата беше изречена конфискација на имотот. На тоа следеа измените на казнениот законник од 2023 година, како резултат на кои за Груевски имаше промена на обвинението, а ослободителната пресуда која беше донесена пред еден месец, кривичниот суд ја образложи токму поради тие измени. Груевски инаку осуден за случајот со плацевите на водно и насилство од центара, 2-годишната казна за случајот Тенк застаре пред 2 години. Со тоа во моментов го чекаат 10 години и 6 месеци казна затвор. За него се уште е активен и предметот Титаник, кој е првиот отворен од поранешното СЈО. Познаници, роднини, симпатии бараат од деца да им праќаат интимни фотографии. Децата се срамат и не пријавуваат, покажало последното истражување. Последната година секое 10-то дете на возраст од 12 до 17 години било изложено на сексуална експлоатација и злоупотреба, олеснета преку технологијата. Михајло Видимлиски ги има деталите. Секое 10-то дете во Македонија на возраст од 12 до 17 години кој користи интернет било изложено на сексуална експлоатација или злоупотреба, овозможена преку технологијата во период од 1 година. Тоа се околу 12.000 деца. Податоците се дел од новиот извештај на УНИЦЕФ кој денеска беше презентиран. Особено алармантно е што во 78% од случаите сторителот бил некој што детето го познава, додека само во 5% бил целосно непознат човек. 48% од децата биле изложени на повеќе од една форма на злоупотреба или експлоатација. Истражувањето исто така покажува дека момчињата и девојчињата биле погодени во слична мера. Насомнено е дека децата не можат и не треба од нив да очекуваме сами да се заштитат од ваква злоупотреба
Но одговорноста е пред се кај нас возрастните за да спречиме штета, ефективно да одговориме и да создадеме побезбедна средина за децата. Иако 88% од децата кои биле злоупотребени раскажале некому за своето искуство, пријавувањето и барањето помош преку формални канали останало исклучително ниско, под 1%. Децата ги навеле срамот, стигмата, несигурноста во врска со процесите на пријавување и недостатокот на доверба во институциите, како клучни пречки за барање формална помош. Институциите мора поефикасно да реагираат на ризиците со кои децата се соочуваат на интернет. Заменик министерот за внатрешни Астрид Сени вели дека новото истражување треба да биде патока за конкретни мерки, од превенција во училиштата до подобра размена на информации меѓу институциите. Овој извештај ни помага да ја согледаме реалната состојба во нашето општество, како се однесуваат младите онлайн, кои ризици се најчести и каде институциите треба да интервенират поефикасно. Тој нуди насоки за зајакнување на законската рамка, за поддршка на професионалците кои работат со деца и за унапредување на практичните механизми за превенција и заштита. Правни празнини има и во заштитата на децата од сексуална злоупотреба преку интернет. Во извештајот на УНИЦЕФ се посочува дека законите мора да се приспособат на новите форми на дигитална злоупотреба, а институциите да имаат појасни механизми за пријавување, истрага и заштита на жртвите. 5 пожари се активни денеска ширум државата, информираше Центарот за управување со кризи. Активни пожари има во општините Студеничани и Зелениково, каде огнот зафаќа мешана шума. Во реонот на селата Моране, Вртекица и Рамни Габер со крак кон Палиград, како и над селото Вражале. Пожар е активен и во реонот на селото Трново во општина Гостивар со ширење кон селата Битово, Заград и Страјане во општина Македонски Брод. Во општина Росоман активен е пожар кај селото Манастирец, каде се зафатени лозови и овошни насади. Пожар има и кај селото Тисовица во општина Зелениково, каде гори мешана шума и ниска вегетација, како и над селото Нежилово во општина Чашка, каде се зафатени ниска вегетација и смреки. Директорот на ДЗС, Стојанче Ангелов, рече дека безмалку сите пожари се предизвикани од човек. Најголем дел ненамерно од небрежност, но одреден број пожари се предизвикани намерно, како тој на китка. Граѓаните да го пријават секое сумнително однесување, особено жителите кои што се наоѓаат на подножието на планината Китка, односно Посед Драчево, на територијата на општина Студеничани, бидејќи имаме индиции дека токму тука одредена група намерно, секојдневно, повторно го распалува пожарот, кој што ние упорно се обидуваме да го изгаснеме. Во текот на денешниот ден действуваме со ер-тракторите на дирекцијата, како и со полицисти од хеликоптер. На неколку правци е постигнат значаен напредок, во овој момент не е загрозено ниту едно село кое што се наоѓа околу линијата на пожарот. Реформската агенда ќе се прошири и ќе предвидува 50 мерки, најави вице-премиерот и министер за европски прашања Беким Сали, охрабрен од позитивните сигнали од Брисел. Тој позитивно ги оцени и најавите од еврокомесарката Кос за промени во политиката на проширувањето, а даде коментари за последната изјава на бугарската претседателка Илијана Јотова. Афродита Рамос за ова. Обемот на реформската агенда ќе се прошири, најавува министерот за европски прашања Беким Сали, покако што појасни позитивните пораки добиени од Брисел за динамиката на македонскиот евроинтегративен пат. Според Сали, освен редовните обврски, реформската агенда ќе биде надградена со дополнителен пакет од неколку десетици нови чекори, со што воедно би се зголемила и финансиската поддршка за земјава преку Европскиот план за раст. Значи имаме повеќе чекори, тоа се 30 чекори кои што мора да ги исполниме и работиме со институциите, имајќи во предвид дека нормалниот тек на реализација на реформската агенда на чекорите треба да биде до крај на 27 година со грейс период до 28 година, до декември 28.
а дополнително сега работиме на пакет кој што би опфатил околу 50 на чекори. Се уште не е дефиниран бројот, затоа што роковите се уште се отворени. Значи, ние треба да понудиме дополнителни чекори кои што би можеле ние како институции да ги исполниме, за да можеме тој пакет од 750 милиони евра да го зголемиме како можност за искористување на вкупниот буџет од 6 милиарди евра кој што беше предвиден за Западен Балкан. Сали комуникацијата со Европската Унија ја оцени за одлична, што не може да се каже и за онаа со Бугарија. Тој вели, не се градат добрососедски односи со изјави како неодамнешната на бугарската председателка Јотова за време на одбележувањето на празникот Илинденско-преображенско востание. Добрососедските односи не се градат со давање на такви изјави. Добрососедски односи се даваат со поддршка на држава која што има аспирации кон Европска Унија. Тоа е начинот како они сакаат да покажат дека се посилни од комшија кој што не условува во интегративниот процес. Меѓутоа, јас сметам дека разумот на крај ќе надвладе над сите луѓе кои што се decision makers, кои што одлучуваат во развојот на еден регион. Во однос на новиот план за проширување предложен од еврокомесарката Марта Кос, кој вклучува построги правила и нова методологија. Ресорниот министер информираше дека од ЕУ се уште не пристигнал официјален документ, ниту пак се воделе разговори за новите критериуми. Сали додаде дека новата методологија би се издефинирала по околу 2 години, а дотогаш, како што вели, следи период на пораки до сите земји кандидатки дека треба да се подготват за процесот. Во Кривичниот суд продолжи судскиот процес против екс-директорот на онкологија Нино Васев и двајца онколози, обвинети за несовесно лекување и тешки дела против здравјето на луѓето. Техничкиот советник на Васев, доктор Владимир Даниловски, на денешното рочиште рече дека во лекувањето на дел од пациентите учествувале повеќе медицински лица, поради што не може да се бара индивидуална одговорност за целиот процес на лекување. Одбраната посочи дека 31 пациент кои му се ставаат на товар на Нино Васев. Тој учествувал во лекувањето на 6. Дополнително од вкупно 35 лекари на клиниката за онкологија во лекувањето на овие пациенти учествувале 28 лекари. Во Македонија, што е различно да речеме Словенија, фалат ностоп лекови, вие сте сведоци секој ден по новини има дека фалат лекови на онкологија, нема лекови. Значи, и плюс е до лекарот мора да биде да тактизира со она што реално во моментот има. И тоа е ограничувачки фактор да се разбереме во Македонија, што веројатно во една Германија или Швајцарија или Франција или па еве и Словенија го нема. 8 иницијативи за поведување постапки за кривично гонење до јавното обвинителство поднела Антикорупцијската комисија во 2025 година, кажа председателот Адем Чучул на денешната презентација на годишниот извештај во собранието. Тој уверуваше дека работат посветено, но опозицијата критикуваше дека како институција се непрепознатливи во јавноста. Јана Јосифовска. Државната комисија за спречување корупција лани примила 612 пријави со наводи за корупција, судир на интереси и непријавување на имотна состојба од службени лица, а комисијата оформила 194 предмети по сопствена иницијатива. Издадени биле 111 прекршочни платни налози за прекршување на законот за спречување на корупцијата, при што во буџетот биле наплатени глоби во износ од 12.700 евра. Ова се дел од бројките од годишниот извештај за работата на ДКСК за 2025 година, кој денеска пред пратениците го презентираше председателот на Антикорупцијска Адем Чучул. Тој изјави дека генерално е задоволен од работата на комисијата и покрај проблемите и недостигот на кадар и поголем буџет. До јавното обвинителство доставивме 8 иницијативи за поведување постапки за кривично гонење, дополнително 3 иницијативи до надлежни органи за утврдување одговорност на службени лица и 6 друг вид иницијативи за утврдување на одговорност на избрани именувани лица, односно службени лица. Имаме огромен број пријави, значи граѓаните не гледаат дека постоиме, огромен број решени предмети, огромен број изречени налози.
Пратениците од власта и опозицијата со различни ставови околу борбата со корупцијата. Според пратеничката Сонја Мираковска од НСДП, која од опозицијските пратеници единствено беше присутна на расправата, комисијата како институција била непрепознатлива, а извештајот е само обична статистика. Од владеачкото мнозинство пак со критики за како што посочија незаинтересираноста на опозицијата. Вас ве формиравме како тело да бидете совест во оваа држава, луѓето да ве препознаат како совест, вие давате препораки. Ама овде не ни давате никаков извештај за тоа што понатаму се случува со вашите препораки. Колку се процесуирани, дали некој ги прифаќа, дали вие во јавност отворивте, артикулиравте некој проблем. Не сте само вие проблем. Проблем сме и собранието. Моментално на сите можни извештаи на Државната комисија за спречување на корупција, од Социјалдемократскиот сојуз има 0 пратеници, од ДУИ има 0 пратеници и од Левица има 0 пратеници. Тоа зборува се за опозицијата. Колку опозицијата смета и дали смета дека има девијантни појави. Во однос на извештајот на антикорупцијска за финансирањето на изборната кампања за избор на градоначалници и советници во општините, Чучуј оцени дека комисијата немала обемна работа во однос на локалните избори. ДКСК оформила 43 предмети поврзани со пријави за изборни нерегуларности, а од нив само за еден случај доставиле иницијатива до надлежно јавно обвинителство, каде што сметале дека има елементи за сторено кривично дело. Во Скопје започна одбележувањето на 116 годишнината од раѓањето на мајка Тереза со низа настани, што ќе се одржуваат во наредните 10 дена. Утрото беше положено свежо цвеќе пред спомен плочата на местото каде што се наоѓала родната куќа на мајка Тереза во центарот на Скопје, а на централниот настан кој се одржа во музеот на град Скопје се обратија првиот вице-премиер Беким Сали и премиерот на Косово Албин Курти. Мајка Тереза, родена како Анјеже Гондже Бојаджиу, е родена на 26 август 1910 година во Скопје. Таа подоцна стана католичка монахиња и основачка на мисионерската организација Мисионерки на љубовта. За својата хуманитарна работа во 1979 година ја доби Нобеловата награда за мир. Почина на 5 септември 1997 година во Калкута, Индија, а во 2016 година католичката црква ја прогласи за светица. Останете со Канал 5, следуваат Вести Плюс, а ние се гледаме во вечерните вести. Пријатно!